Ова не се сцени од хорор филм, туку притворот во битолскиот затвор. 4 квадратни метри, без грејење и без директна сончева светлина. Вака изгледа една од келиите во притворското оделение во затворот во Битола. Тука притворениците јадат, спијат и ги извршуваат своите физиолошки потреби. Половина од просторот зафаќа креветот, 1 квадратен метар отпаѓа на санитарниот јазол, а толку простор добива и притвореното лице, за да може да застане на нозе. Во вакви услови, во минатите 50 години, минали илјадници лица за кои била одредена мерка притвор. Изграден пред повеќе од половина век, притворот во казнено-поправната установа во Битола, освен редовното бојадисување, не претрпел поголема реконструкција. Вратите се стари неколку децении, а исто важи и за решетките кои се дополнително осигурување дека никој од притворените нема да се обиде да избега. Купатилата исто така се во незавидна состојба, без основни услови за капење на притворениците. Но за денот да им мине полесно, притворените лица добиваат можност 2 часа да излезат под отворено небо, односно на шеталиштето наменето за нив. Наблюдувани од најмалку 20 службеници на затворската полиција, еден по еден се пренесуваат во дворот. Таму нема ништо друго, освен 2 клупи и простор од 100 квадратни метри, каде барем за миг ќе се почувствуваат дека се слободни. Најмногу 2 часа во денот притворените лица во битолскиот затвор добиваат можност да излезат надвор, поточно во ова шеталиште, кое што од сите страни е затворено со високи ѕидови и е одделено од шеталиштето кое што го користат осудените лица. Ова време тие го користат најчесто за физички активности, но и да впијат малку чист воздух кој многу им недостасува во келиите. Но нехуманите услови во кои се сместени притворениците наскоро ќе станат минато, вели директорот на КПУ затвор Битола Драган Крајовски. Пред непол месец притворското оделение е целосно испразнето, а клуч на вратата ставила управата за извршување на санкции, откако констатирала дека овој дел од битолскиот затвор не ги исполнува државните и меѓународни прописи. Имено тие недостатоци може да ги забележи камерата, се тоа што просторот не го исполнува условот од 9 метри кубни за притворено лице. Санитарниот јазол не е одвоен од останатиот дел од просторијата. Нема директна светлина во притворската просторија, како и нема директен извор на топлина во притворската келија, односно радиаторите се поставени во ходникот. Реконструкцијата на притворскиот сектор ќе се прави со пари од донации кои достигнуваат повеќе од 100.000 евра. Дополнителни 1 милион евра ќе бидат инвестирани во реконструкции на останатите делови од затворот. Тоа ќе значи дека сите лица кои издржуваат казна во овој ќе бидат преместени во другите затвори во државата, додека траат градежните активности. Комплетната реконструкција и опрема на затворската зграда при затворот Битола отпочнува кон крајот на месец октомври или почетокот на месец ноември оваа година. Се планира да трае 8 до 9 месеци. Комплет сето ова реновирање и опремување изнесува 1.100.000 евра парични средства обезбедени од грант донација. И во меѓувреме додека траат последните подготовки пред стартот на реконструкцијата на притворското оделение, во делот каде осудените лица ги издржуваат казните, е прилично раздвижено, но никој од нив дента не го користеше шеталиштето поради врнежливото време, иако таму имаат поголем простор и повеќе опции за спортување. Во овој момент во КПУ затвор Битола стационирани се 50 затвореници кои отслужуваат затворска казна. Затворот има полуотворено оделение, каде затворениците слободно се движат низ ходниците, и затворено оделение, каде движењето е лимитирано, односно со рестрикции.
До целосната реконструкција, администрацијата на Битолскиот затвор ќе се премести во стариот затвор, изграден во османлискиот период, кој со забрзано темпо се реновира.